Еден богат човек му објави на целиот град: кој сака да ми стане снаа, аплицирајте за тест. Во старите денови, повеќето луѓе немале доволно храна, па затоа се појавила само можноста да не гладуваат. Многу луѓе се нафрлаат, мислејки, каква неочекувана добивка е ова. Многу млади жени се пријавиле на тестот, но сите не успеале. Тестот вклучуваше да им се дадат 8 килограм ориз и да се замолат да живеат од него еден месец. Кандидатите почнаа да го прават своето истражување, мислејки, како можам да го поминам овој тест. Повеќето од нив се обидоа да одат во насока на ограничување на исхраната. Тие мислеа, бидејќи има 8 килограм ориз, треба да го поделам на 30 еднакви делови и да јадам само толку секој ден. Сепак, никој не можеше да издржи подолго од 10 дена, дури и ако се обиде да јаде што е можно помалку. Сите тие не успеа. Во меѓувреме, ќерката на ковачот рече: татко, ќе се пријавам на тестот. Таа се предизвика себе си да стане снаа на богаташот. Додека другите се фокусирале единствено на тоа како да живеат со она што им било дадено еден месец, таа започнала од првиот ден со консумирање на сите дадени мерки на ориз. Потоа, таа излегла надвор да работи, заработувајќи пари. Оваа мудра жена излегла, заработувајќи ја својата плата со разни ткаенини и други средства и продолжила да ја зголемува својата заработка. Така, по еден месец акумулирала многу повеќе ориз од првично обезбеденото, а со заработените пари успеала да живее удобно еден месец без непријатности. Обично, кога луѓето доаѓаат во богато домаќинство, тие прво размислуваат да го потрошат богатството затоа што претпоставуваат: тој мора да има многу богатство. Меѓутоа, оваа мудра жена не размислувала да го потроши она што й било дадено, туку била фокусирана на внесување од надвор. На крајот, богатиот човек рекол: вистина си способен да ми бидеш снаа, и ја прифатил. Има толку стара приказна во Кореја. Верувам дека поуката што можеме да ја научиме од параболата за талентите што ни ја дал Бог не е поинаква. Еден господар му дал на секој слуга по 1 талант, 2 таланти и 5 таланти. Тој рече: еве, земете го ова и слободно користете го додека не се вратам. Личноста што добила 1 талент само седна на тој единствен талент и не направи ништо. Не мислеше на ништо друго. Тоа е неуспешна оценка. Што направиле слугите кои примиле 2 таланти и 5 таланти? Тие продолжија да се акумулираат, заштедувајќи 10, па дури и 20 таланти. Тогаш, што рекол Бог? Кој беше наречен добар и верен слуга? Гледајќи ги слугите кои добија 10 таланти и 5 таланти, господарот рече: навистина си мудар. Тоа е точно еквивалентно на она што го истакнал богаташот.